Илјадници револтирани граѓани 12 дена протестираат на улиците. Хаос, незадоволство, судири со полицијата, приведени и повредени демонстранти, повредени полицајци. Нарушување на меѓуетничките односи, нарушување на слободата на говор, страв од нови понижувања. Без разлика на исходот од случувањата поврзани со францускиот предлог, владата го загуби легитимитетот, алармираат експертите. Македонија од ден на ден влегува во се поголема политичка криза, а според аналитичарот Владимир Божиновски, единствено решение е владата да си даде оставка. Тоа е единствен начин да се смират тензиите, нека се организираат брзи избори. Францускиот предлог си е тука, нека се организираат брзи избори и врз база на тоа што ќе биде перцепција и решение според граѓаните, со тоа што ќе си гласат за едни или за други, следната власт, која и да е, ќе може да ја донесе таа одлука без при тоа да предизвикува вакви политички тензии. Моменталната криза на политичката сцена е незапаметена последните 30 години, а според Божиновски почнала да се продлабочува уште минатата година, по поразот на власта на локалните избори, но и континуираното намалување на легитимитетот на владата. Преку купување на пратеници, нели, она добро позната пракса во изминативе 5 години, власта успеа да се одржи и од тогаш се направи обид да се протурка одлука која што е во целосна спротивност на јавното мислење, на генералното јавно мислење, на научното јавно мислење, на експертското јавно мислење, невладините организации и така натаму. Вие немате легитимитет на носење на таква одлука. Особено што и тој што треба да ја потпише, значи премиерот во моментов, е човек кој што нема воопшто личен легитимитет и кредибилитет. Со прифаќањето на францускиот предлог, Македонија за секогаш си ги затвора портите кон евроинтеграциите, предупредува Божиновски, бидејќи тие се условени со менување на уставот за што се потребни гласови на 2/3 од пратениците, а според него ниту овој, ниту некој друг нареден пратенички состав не би поддржал внесување на бугарите во македонскиот устав.